Македонија не се гледа како дел од ново најавената посебна европска заедница која промовира францускиот претседател Емануел Макрон, чија цел е да го преиспита политичкиот простор. Министрот за надворешни работи Османи вели дека таквиот предлог не се однесувал за нас, а земјите од Западен Балкан треба да продолжат во процесот кој веќе го имаат започнато. Ние зборуваме за почеток на преговори, не зборуваме за крајно членство. Председателот Макрон зборува за процес за членство на државите. Така да не би ги ставил во една директна корелација двете прашања. Ние бараме да влеземе во процес на разговори со цел земјата да го комплетира процесот на европеизација. Но како до Европската Унија во услови на блокада од Бугарија за која власта нема одговор, а нема ниту чувство за одговорност за неуспехот. Османи не гледа причина за конкретен чекор од негова страна. Наместо повлекување од функцијата, шефот на дипломатијата вели дека оставката е сценарио кој го посакувала опозицијата, но граѓаните не делеле такво мислење. Воздржано вели дека рокот кој им го постави на бугарските челници не требало да биде сватен како ултиматум, туку како проценка на ситуацијата и последна шанса за решение. По посетата на Бугарија, австрискиот министер за надворешни работи Александар Шаленберг денеска од Скопје порача дека решението за бугарското вето е можно до крајот на летото. Деловите биле договорени, само да се склопила сложувалката. Го сменивте името и на вистина дадовте голем придонес за стабилноста. Гледам дека се приближуваме кон решавање на проблемот. Всушност, сите делчиња за сложенката се присутни, намаса се и сега само треба уште да ги сложиме. Се надеваме дека уште пред почетокот на летниот распуст веќе ќе дојде до тој почеток. Но сметаме дека не може едната страна да попушти, а другата да добие. Иако шефот на австриската дипломатија оптимистички најавува решение во периодот кој следува, сепак бугарските челници не се повлекуваат од цврстите ставови. Председателот Радев и министерката Генчовска условуваат прво вметнување на бугарите во македонскиот устав, па исполнување на пакет од барања, а дури потоа можно кривање на рампата за македонските интеграции.